Многу е битно да првиот контакт што се прави со психотерапевтот да е нешто што ви одговара, ви е пријатно, ви создава комфорт. Не морат секогаш да си легнат, но доколку му е потребно на клиентот, тоа може да се реализира. Клиент кој што бара да легне, значи дека е клиент кој што повеќе е во контакт со своите потреби, што е супер за мене, отколку клиент кој што само стои на столчето и едноставно се обидува да се намести најсоодветно што може. Често пати им е потребно да извентилираат, да исканализираат одредена насобрана или фрустрација, вознемиреност или едноставно да споделат каде се наоѓаат во животот, во моментот, со што се соочуваат, со што им е потребно понатаму, кои ресурси ги имаат, затоа што често пати не се свесни со какви ресурси располагаат, како да ги побарат работите кои што им се потребни, како не ги бараат работите кои што им се потребни. Типично за нас е дека чекаме работите да зовриат и да пукнат, за да дојдеме на психолог. Тука јас повеќе би го донела тој момент, како ствари ние сме многу слаби во однос на превенцијата на можни ескалации на одредени емотивни состојби или ментални психички состојби и често пати доаѓаме кога веќе многу од работите дошле до точка на пукање, до точка на неподносливост, нефункционалност и често пати е потребно многу повеќе за да се адресираат тие прашања и да се најде некакво си решение. Младите треба да разговараат за нивните најосетливи теми, треба да дискутираат, треба да ги носат истите, без при тоа да се плашат како ќе бидат разбрани, сватени, протолкувани. И мислам дека младоста е периодот во кој што ние најмногу сме во контакт со себе, во кој што треба да истражуваме многу повеќе што е тоа што ни е потребно, а при тоа да имаме поддршка на професионалци, психолози, психотерапевти, кои што многу пати јас мора да признам, работејќи со помладите, сум повикана да бидам нивна поддршка и подкрепа за да можат да ги озвучат и огласат сите нивни проблеми и прашања во кои што многу пати на дневно ниво они се, како да кажам, се ограничени да ги искомуницираат.